Тридневната теренска вежба Трново 2012, која ја спроведе Општинската организација на Црвениот крст од Крива Паланка, како дел од кампањата Младите се на потек, која се реализираше од 22 до 24 август во селото Трново, ја проследивме од самиот почеток. Акцијата се реализираше во соработка и со поддршка од страна на одделот за подготовка и одговор при катастрофи при Црвениот крст на Република Македонија, чија главна цел е унапредување и јакнење на капацитетите на општинските организации за подготвеност и дејствување при катастрофи и интервенции. По основните активности подигнување на кампот, спроведување на изворна струја, вода, градење на санитарни чворови и обезбедување на сите предуслови за имплементирање на вежбата, вториот ден беше резервиран за теренската симулација, реалниот предизвик, испитување на терен, евакуација на населението, нивно прифаќање, конкретно справување со сите активности кои би биле потребни за подготвеност на тимот кој ќе треба во одредена настаната катастрофа да ги спроведе. За тоа што се беше реализирано на терен, говори Дарко Пешовски, дел од тимот, еден од главните лидери на истиот при Општинската организација на Црвениот крст од Крива Паланка. Нешто повеќе за самата вежба, како дојдовте до оваа локација, зошто баш беше таргетирано Трново да биде местото за евакуација? Дали разгледавте и други локации? Тимот за проценка процени дека Трново дека може да се организира вежба, еден камп за менаџирање каде може да Општинската организација на Црвен крст, тимот што е во Општинската организација на Црвен крст за одговор и дејствување при катастрофи да спроведе на вежба со оглед на тие камп стандарди што ги има, минимум стандарди за организирање на камп, а тимот процени дека добра локација, добро место е и учесници изедава учество во овој камп. Тимот за одговор и дејствување за катастрофи од Крива Паланка, значи број 15 луѓе кои се поделени по дејности, по сегменти што работат, едни се електрика, други се водовод и санитација, трети се логистика, четврти се служба барање, значи по од сите тие членови го сочинува тој тим од 15 луѓе. Во однос на тоа, значи на појачувањето на тимот, исто така кампот е регионален, каде е вклучена Општинската организација на Црвен крст Куманово, нивниот тим за одговор и дејствување, представници од нивниот тим за одговор и дејствување при катастрофи и Црвен крст на град Скопје. Тука се представници од Црвен крст на град Скопје, од тимот за одговор и дејствување катастрофи. Сите кампери беа опфатени, споделени во 3 тима. Едниот тим беше задолжен да направи проценка на теренот, да види состојбата на населението, колку луѓе има, колку добиток има, какви условите, од кај се движи пожарот, сите тие работи во едниот тим беа опфатени, другиот тим имаше да направи од постоечката локација да изнајде друга локација соодветна за одговарање на потребата, значи да евакуира населението, а третиот тим имаше обврска да изнајде протокот на евакуирање на населението, да ги изнајде точките на кој начин да се движи евакуацијата на населението и на кој начин да се најдат изворите за вода. На вториот ден од спроведувањето на вежбата Трново 2012, на презентацијата на комплетната реализација присуствуваа представници од локалната самоуправа на општина Крива Паланка, дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и територијалната противпожарна единица од градот. Командирот на територијалната противпожарна единица од Крива Паланка, Иле Коцевски, говори за важноста од постоење на еден ваков тим кој ќе функционира во градот и ќе биде спремен да одговори при евентуални природни катастрофи, а кој секако континуирано ќе се надградува и обучува, проширувајќи го својот обрач на членови волонтери. Формирањето на ваков тим од страна на Црвениот крст е за поздравување и доста позитивна работа. Ние знаеме дека пожарите според големината ги делиме на мали, средни и големи. Големите пожари тоа се всушност овие катастрофалните пожари кои што зафаќаат огромни површини, што може да бидат значи на отворен простор, тука може да влегуваат и згради. Значи може да бидат освен загрозени животот на луѓето, исто така може да бидат загрозени и самиот имот на луѓето кои што го поседуваат, односно за кратко време да го изгубат. Самиот начин на кој што тие успеале својата замисла да и ни ја представија во моментот е за секој поздравување и луѓето на вистина се потрудиле да го одоловат она на вистина во еден кризен момент како да одговорат при кога би се случило таква катастрофа.
Генералниот секретар на Црвениот крст на Република Македонија, Саид Саити, кој присуствуваше на вежбата, ја поздрави иницијативата на Општинската организација на Црвениот крст од Крива Паланка за формирање на ваков тим, што е само еден од бројните реализирани проекти кои наидуваат на одобрување и секако се оценети како сосема успешни, со што ја издвојуваат Општинската организација на Црвениот крст од Крива Паланка како една од лидер организациите во регионот при успешната реализација на годишната програма и проектите со кои предничат пред другите. Во системот на Црвениот крст на Република Македонија во делот на справувањето со катастрофите, значи постои една национална единица за одговор при катастрофи и постојат 34 општински тимови, како што е тимот на Црвениот крст од Крива Паланка. Тоа се оние теренски единици, теренските сегменти на делувањето на Црвениот крст во делот на катастрофите. И тука сме денеска токму на една вежбовна активност на тимот за одговор при катастрофи во Општинската организација Крива Паланка. Се работи за една општинска организација која е во последните години доста се истакнува со својата активност, која учествува квалитетно во градењето на целокупните резултати на работењето на Црвениот крст на Република Македонија. И со задоволство можам да кажам дека тоа што го слушнавме сега пред малку од презентацијата на организаторите на вежбата, значи се работи за една направена квалитетна работа денеска тука, значи импровизација на една вежбовна активност во делот на евакуацијата на населението кое е загрозено од пожар. Видовте, бевте сведоци како тоа тимот за одговор при катастрофи на Општинската организација подпомогнат со дел од тимот од Скопје и од Куманово, а со асистенција на луѓето од Црвен крст на Република Македонија кои се најповикани да ги едуцират и обучат овие тимови. Со задоволство можеме да кажеме дека во иднина тимот за одговор на катастрофи во Општинската организација Крива Паланка може да биде еден квалитетен сегмент во она што значи систем за заштита и спасување на ниво на општина Крива Паланка. Судејќи по ова, Општинската организација на Црвениот крст од Крива Паланка како организација секогаш спремна да одговори на предизвиците, несомнено има капацитет за понатамошна уште поуспешна и плодна работа во иднина.